Еве го нашето пиленце. Види го. Како врапче посрано е. Ајде сега, вади некое пусулче со име и презиме, ама да не е лажно ѓалус. Усно ќе ви одговорам, треба да е доволно. Се викам Параскев Цветков, а ова е простачки претрес сред бел ден. Ајде бе. Ајде. А од кого си роден? Зошто си роден? Каде си роден? Во некое градско дубло или во селска пустелија, а? Вака наоко, младо момче, модно облечено, ама кај внатрешниот джеб нешто како да е испакнато. Тоа е од шамивче за носиште или од пиштол против царштината? Ке се задавиш бе волу? Роден сум во град Плевен. Може би сте чули? Отаде граница Бугарија. Плевел. Па, тоа е некој коров тревиште, а? И Цветко на Параскева. Каде си тргнала? Во близите кај комши? Или е некоја млада мома на поседенок? Или на Јавка Комицка, а? Параскев ми е името, ти прост си или препреден. А одам кај рускиот конзул Ростковски. Штук ми од страв. Ајде бе! А што мајка бараш кај него ти? Јас сум негов домашен учител по пијано. Пијано? Да, музички педагог. Па пијано мене ми личи нешто како за пиење, бе. Музика ти е, бре. Зрула која ќе писне, дајре која ќе тропне, или чалги ако ќе слушнеш мерак на душата, Османче претреси го. Ајде, врви си патот, Османче, пушти му пат. Ги познавам јас тие како тебе. Во планина и ми свиднал пушом, така. Ајде, сита. Пардон, бујрум, кај русиштено, со волка и бекембарди. Што се смееш ти, бре? Славјани се тие. Се држат меѓу себе. Параскев Тодоракиев Цветков бил роден на 20 мај 1875 година во Плевен, како син на Теодораки и Стојанка Цветкови. Основно образование завршил во родниот град, а гимназија во Софија. Уште од младоста го привлекувале музичките вештини. Извесно време работел како учител во едно плевенско село, а потоа заминал на дошколување во Европа. Ги посетувал музичките студии на конзерваториумот во Прага, Чешка и во Дрезден, Германија. Успешно ги завршил и бил наставник по музика во родниот град, како и раководител на местниот плевенски хор. Меѓутоа, откако му било забрането да работи во Бугарија, Параскев Цветков заминал во Македонија. Добил место како наставник по музика во Битолската екзархиска гимназија. Веќе во 1902 година станал член на тајната македонско-одринска револуционерна организација. Краснije i прекраснije, mlad moj prijatelje. Pogledaj. Imate zlatni prsti i dar od Boga za muzika. Ќе се напиеме? Може. На здоровје. Да сме живи и здрави. И да живеат долго благородните луѓе како вас. Со чувство и сочувство, со правдини. Благодарам, млад пријателе, благодарам. Всушност, јас видов се. Во тој миг бев до прозорецот и ја видов таа гнасна и срамна сцена помеѓу вас и
двајцата дрски и нахални заптии. Нема да останам само на тоа што го видов. Верувајте ми. Ке поднесам демарш. Остар демарш кај Макамот или кај Ефенди Валијат. За среќа, не носев никакви писанија со мене. Пораката од Битолскиот окружен комитет е овде. Господин Александар Аркадиевич Ростоков. Пораката гласи: благодарни сме за моралната поддршка на братска Русија. Но дали и кога ќе пристигне вистинската поддршка за нашата борба? Надоаѓаат барутни времиња. Би било добро во тие моменти да имаме моќен и искрен пријател. Верувајте ми, правам се што можам. Точно е дека имам симпатии кон македонското револуционерно движение. Но за жал, официјалниот став на државата што јас ја представувам и ја застапувам е доста воздржан. Фесовите тоа може да го разберат како директно мешање. Во тој случај, млад мој пријателе Параскев, што ни останува? Ни останува нашето трпение и нашата надеж, нашата верба дека на светов не може да има робство кое ќе трае вечно. Не може. Јас искрено верувам во тоа. Уживав во вашиот дом. Задоволен сум од приемот и од платата секако. Но јас живеам скромно. Парите кои ми остануваат ги давам во градската каса. Би било добро деновиве да наминете кај нашиот заеднички пријател Анастас и да направите една фотографија од понов датум. Ако сум јасен. Лозинката е и јасна и разбрана, млад пријателе. Тајно, со сето моје срце и со сета моја душа би дал доброволен прилог за вашето свето дело. Но јавно, млад пријателе Параскев, токму тоа јавно може да ме ничкоса и мене и мојата кариера. Се надевам, ме разбравте. А сега, ќе сакате ли да ми отсвирите уште една соната? Со задоволство. Спасибо. Повелете. Та цивилизирана и рамнодушна Европа. Здраво живо, мајстор Анастас од Лозанчеви. Здраво живо, Параске, како е? Добро ми дојде? Како е? Се живо запнало да се слика, да се овековечи. А нашите чети в планина, кој ќе ги чкрапне за памтивек? Јас го правам тоа. Со опремата на коњ, фаќам џаде и се враќам со скапоцени фотографски плочи. Ама тие слики ги развивам посебно кога спијат осмалиите. Си пратил пус случај да ме видиш итно. Бој ќе се бие. И не е далеку денот. Ти го знаеш мојот став. Што поскоро да се крене во станието. Железото се кова додека е жешко. Други пак мислат дека тоа е избрзано и фатално решение. Треба со ладни глави да се размисли за судбоносниот датум. Чети. Треба да оформиме што повеќе наши чети. И не само селани, туку и луѓе од градското јадро. Учени што виделе свет,
Првенци. Ороводецот бадијала е да се влече на опашката. Личниот пример е најважен. Пријателе Анастас. ТМРО се разгранува, брате. И ние треба одовде да дадеме свој допринос во општата борба. За таа цел. А надевајќи се на твоја согласност, одлучив неколкумина проверени да ги пратиме во комити. А со полна доверба, тебе да назначам за војвода. Четата е мала. Сега за сега само 6 мина. Се согласувам без ниту миг колебање. А кои се другите? Одбор дружина. Таму. Таму ќе ги запознаеш и по име, и по лик. Задутре, негде предручек. Биди на Горни Ливаѓа, над селото Кукуречани. Тоа е избирно и зборно место. Разбирам. А до таму пеш и преку кози патеки на облеката? Па појди вака, во градска одежда. Кај јатаците. Ке се пресоблечиш во кумитски бечви. Ајде сега нека ти се среќа и со добро. Среќен ти пат. Пријатно. Добар би ден и честит зарек, јунаци. Јас сум Параскев Цветков и ќе ве водам, ако даде Господ, до изгре сонцето на Македонија. Иако со скромно воено искуство, имам чин на резервен подпоручник. А сега вие, еден по еден, кратко, кажете ни име, родум и што луѓе сте. Славе Ололчев од Битола. Бацив крст. И сега сакам да припукам. Поп Тома Николов, од село Вранешница, Кичевско. Молитвата утешува, ама ни треба нов, овоземски поредок. Толку. Димитар Фелдишев, од Охрид. Не сум детиште и не сум заведен. Кога е првата битка? Стрпете се. Ке дојде и тоа време. Иван Кумев, Охриđанец исто. Ние тројцата сме неразделни, и во добро и во зло. А добро, војводо, речи си не остана. Јас сум Спространов. И јас сум езерско дете. Излегувам комита, па што сака нека биде. Малубројни сме, но имаме голем реон да покриеме. Селата Смилево, Гопеш и Лисолај. Ме крепи надежта дека уште многу борци ќе ни се приклучат. Во овој миг трнуваме кон селото Облаково. По патот зборување јок, пушење ич. И врдете го грбот на оној пред вас. По мене. Писару, пиши. Најновија достава са терена. Строго поверливо. Четници, njih 6, već 2 dana borave u selu Lisolaj na 2 sata hoda od Bitolja. Предводи их Цветков, бивши учителј певања. Они се без ikakvog straha slobodno kreću celim selom i vežbaju seljake štapovima dok im puške ne nabave. Piši čitko, jasno, ne konjopisom. Odraću te. Цветков држи говоре, и то какве говоре.
Svi su četnici veoma dobro naoružani. Jedan od njih ima posebno sanduče sa bombama, a imaju i bolničara sa kutijom za prvu pomoć ranjenicima sa zavojima. Dana 9. aprila donešena su im 3 tovara novih pušaka. Četa Paraskeva Cvetkova već broji 15 boraca. Njihov cilj je autonomna Makedonija. Makedonija Makedoncima. Neće ni jedan pedalj makedonske zemlje dati Srbiji, takođe ni Bugarskoj. Ove pouzdane informacije sa terena šalje vam konzul Mihajlo G. Ristić. Ajde, pisaru, to hitno šalji brzo javom za Beograd. Ajde. Подоцна, четата на Параскев Цветков, веќе по бројност од 20 комити, тргнала за Смилево. Во низиниот состав се приклучили Јанастас Лозанчев и војводата Ѓорѓи Поп Христов. Оваа чета била активно присутна и како обезбедување за време на Смилевскиот конгрес, одржан од 18 до 25 април 1903 година по стар стил. Четата надгледувала голема територија, а во целосната заштита на безбедноста на Конгресот учествувале околу 2000 припадници на селската милиција и прекалени комити. Параскев Цветков бил и останал војвода на четата, а негов секретар бил охридскиот гимназијалец Димитар Филдишев. Најстар борец и подвојвода бил дедо Андреја од село Мало Царско, а новоприклучени комити били Александар Кошка од село Гопеш, Никола Врба од село Брезово, Кочо Песнаджиев од Смилево, Иван Кафеджијата од село Буф Леринско, Кузо Христов од Смилево, Ѓорѓи Смилевчето, Милан Даскалчето и други. Четата добила задача да собира храна низ битолските богати полски села за складишта кога ќе се разгори востанието. Со нужна предпазливост поради отворениот терен, една таква акција спровеле и во село Црнобуки, а таму зачестено крстосувале аскерски потери и башибозук. Жито и пченка. Кој колку има и кој колку милува. Комитите се може да се каже народна војска. Што ќе јадат тие борци за македонската правдина кога за ден-два ќе припукаме против турски чалми и фесови. Безбели, нема да глодаме планински корења и трева. Соберете и дајте. Граф и орис, лук и кромит, брашно и масло. Вие сте наша база и подкрепа. Дали ме разбравте? А сега сите по дома, а ние ќе поминеме да видиме дело на видело кој има срце тапа на кој лешник. Мора брзо да се делува. Како тепсија е битолско поле. Секој турски дурбин може да не види. Мора брзо да делуваме. Слушнавте ли, браќа? Се разбира дека оние побогатите треба да предничат. Ама и оние посиромашните. Нека одделат од залак. За нас. Оние што сме под оружје. Сите треба да делуваме како еден. За едно исто дело. Ова е патот за могила војводо. Да, Иване. Им доаѓаме ненајавени. А жал и мака ме мачат. Тешко дава народот од својата летина. Има скратен пат до таму. Ако го пресечеме џадето. По него или одоколу. Да го измерам ризикот. Предчувствувал, но не можел да знае. Од кого да се вардат, ако се намерат на предавник во душата, кодош од страв или кодош за пари, а двајцата ги пресретнале. Дали самостојни душници или темни луѓе во заедничко злодејство?
Одиме по старото џаде. Очи и на тилот. Можно е некаде да пладнува турски јаскер. Добар ти ден, дедо. А Илија работа? Сполајте, синко. Ти наш човек ли си? Како ти е името? Диме Малако. Сиромашец, тука од Црнобуки. Сакаш студена водичка? Сега е налеана. Сполајте. Повели. Ако слегувате во Смилево, ќе ви треба починка во Могила. Таму има убави сенки, питом народ. Тоа не е твоја работа. Копај си тука. И тоа што си видел, не си видел. И тоа што си чул, не си чул. Хајде. Бати мотиката. Имам убав абер. Ке се наполнам со турски лири. Добар ти ден. Арен Качак. Лут. Твоја берба тутун? Мој војвода, мој. А како ти е името? Јас сум Ристе. Овде нема османлиски војници, не. А колку има пеш до село Радоец? За еден саат ќе стасате до Могила. А Илија дени помин, селани. Ајде имаш војводо. Ќе ви останеме на гости ден до два. Ако. Имаме лепче, имаме гравче, имаме печена тиква. Друго се нема, војводо. А вие? Што имате вие? Зборот пред вас оди, војвода. Велат, сте ги празнеле селските амбари. А мене, како што ме држи и наетот, ни тревка не ми се дава. Ке смекнеш. Или ние ке те смекнеме. Но со човечки збор. Ме знаат како Тврдорев. А овој едно збори, друго мисли, трето прави. Малако, серт од Црнобуки. Ајде. Останете со здравје. Со здравје, војводо. Ова голема чета. Јас овде попреку ќе одем за побрзо, од кај Цветко ќе земам еден конј и право во ќуматот во битола. Јас ќе ги шпиондисам да видам каде ќе земат конак. Делајте. Ај, со здравје. Полка работа. Од тука, јас ќе.
селото Могила, почнал да го сардисува турски аскер. 300 сејмени на број, на чело со Саид Ефенди. Ранобудни могилчани го забележале поставувањето на обрачот и го известиле Параскев Цветков. Ако тој навреме се повлекол со востаниците, може би ќе имале шанси да се спасат. Но Параскев одлучил да не отстапуваат, туку да ја прифатат борбата. И порано, уште порано, Цветков со почит и восхит зборувал за саможртвата на Веле Марков, за херојското самоубиство на Методија Папчев, за јуначката погибија на Дине Клюсев Абдурманов. Сметал дека јуначкиот отпор на неговата чета ќе го продолжи тој херојски порив и ќе биде пример за љубов до смрт за Македонија. Пукај! Оган! Пукајте, бре! Јас сум Франсис Де Јансен од Данска, дописник за вестникот Националитет. Еве уште еден љубопитен европљанин. Држи се настрана, свилен господине. Овде паѓаат глави. Пејте, ѓаури, пејте! Ова е свадба со човечко месо. А кога ќе ве замолчам, свештеник ќе ве реди со опело. Пукајте, бре! Борбите во Могила ми оставија длабок впечаток. Турскиот офицер категорички ми забрани да се приближувам. Утредента одново го посетив запаленото село Могила. Разбрав дека тука во лута борба загинале 20 комити. Умирајки пееле патриотски песни чии рефрени ја слават смртта на оние кои се жртвуваат за слободата. Кола со чифт волови стоеше наблизу. Во неа беа положени 10 трупови. Една бабичка со избезумено лице овкаше. Еден труп посебно паѓаше во очи. Ми кажаа дека тоа се посмртните останки на учителот по пеење и војводата Параскев Цветков. Мештаните велеа дека јуначката чета се борела 16, 24 или дури 36 часови. Тие не се разбойници, ниту злосторници, ниту дивјаци, туку интелигентни и образовани луѓе, представници на моралната сила на земјата. Ако тоа што го извршиле кога ја прегрнале смртта не се нарекува херојство,
Тогаш јас не ја разбирам смислата на тој збор.